За крвна одмазда има правила, а убиствата не се вршат на улица или без предупредување до семејството кое треба да плати во крв за претходна жртва, поради која се користи канонското правило на лека докаѓини. Објаснувањата на семејството Купа дека убиството во Струга е одмазда не влегува во дефиницијата на крвна одмазда, бидејќи извршено на јавно место каде можело да настрада и некој невин минувач, оценува Селами Алију од Куманово, кој последните 25 години преку своето здружение за помирување се обидува да ги смири семејствата, меѓу кои има можност за наплата на крв за претходните жртви. Ако некој е убиен, пошто вики канонот не убивају, пошто ќе те убиват. Значи, ако некој го убива, некого треба едно време да иде, значи да се зема веста од таа страна, значи до 4-5 години, па после доаѓа до помирување. Тука има разлика, пошто се знае човекот кој го направил, а не како сега што се прави, решетират луѓе, има групни, политички, не знам, партиски и тие работи и други криминогени. Само се знае чисто. Човекот кој го убива му кажува дека јас сум тој што сум го направил. Меѓутоа, ако е до одмазда, ако доаѓа случајно, ми затоа се може да не дојде до тоа, али ако случајно доаѓа до тоа, треба многу да внимава, значи да некој невин да се избере место каде, кога, и тоа се знае не кога има луѓе, да ризикува некој невин или некој. Сега овдека се работи обратно, центар, град. Али објаснува дека постојано работи на такви случаи кога има можност да се случи крвна одмазда. Во Македонија успеале да помират семејства на 50 на случаи, а кај него се обраќале не само албанци од Македонија, Косово и Албанија. Македонци, црногорци, се зависи кога, па што се, ако ова е се албанско движење, значи можеме да работиме и овдека и Косово и Албанија и од Црна Гора, зависи како е случајот. Статистиката покажува дека во Македонија има чести случаи на одмазди и да се наплати со крв за претходно извршените убиства, но според нашиот соговорник тие се далеку од канонските правила докаѓини. Имало и убиства во кои не се вмешани само албанци, а често во одмаздите се користат и платени убици, иако и тоа не е канонски. Само од 2005 до сега имало најмалку 10 инциденти за кои е претпоставен мотив одмазда.